Дечки, здраво! Ова видео го започнам малку поинаку. Возам Renault 5, фул електрично, но започнувам од едно уникатно место во Прилеп на кар шоу, на тюнинг кар шоу. Намерно го започнувам од тука, бидејќи нели електрично возило не може да биде забавно, не може да биде интересно за ентузијастите. Електрика никој не сака, нема звуки така натаму, но Renault 5 тоа го докажува дека не е точно. А ќе ви кажам сега за кратко и зошто. Бидејќи Renault успеа да оживеат една легенда, автомобилска легенда, која што е многу популарна во автомобилскиот свет меѓу ентузијастите, која што искрено Renault со ова успеа да се прикажат во автомобилскиот свет за една категорија каде што им беше потребно да се реинкарнираат. Односно, го имаме Мини Купер, ја имавме и Бубата, го имаме и Fiat 500, имаме уште неколку други такви модели. Renault едноставно сакаа да направат нешто приближно на тоа, да вратат една таква легенда, но која што ќе остави голем импакт во автомобилската индустрија денес. Искрено сметам дека тоа успеале многу добро да го направат и токму затоа бев на тој тюнинг собир со новото Renault 5, иако е фул електрично. Иако во Македонија се уште има голем скептицизам за електричните возила, особено во таа, не само во Македонија, во цел свет. Особено во групата на тешки ентузијасти како нас, кои што сакаме добри автомобили, го сакаме звукот, ги сакаме перформансите, особено моторите со внатрешно согорување. И сега се појавува ова и одиш на таков собир меѓу такви луѓе во најжешкото го пушташ, кај што имаш тешка, сериозна конкуренција. Мислам, гледате веќе од целиот настан што се имаш од возила, колку многу тие има внимание, колку тие се популарни и на крај се појаваш со овие, тие викат: "Вау, новото Renault 5, дали е возможно?" Сите се вртеа. Колку погледи влече, каков магнет за погледи е Renault 5, тоа не можам да ви го објаснам, треба да го доживеете. Дополнително на тоа што ми изненади што никој не рече: електрично е. Не, тука сите река: "Да, знам дека е електрично, ама многу е кул, многу е добро, многу интересно изгледа, топ го погодиле." Токму затоа сакав да го однесам за да ви докажам и на вас кои што не сте го виделе, но да се докажам и на сам себе дека ова дефинитивно е враќање на вистинска легенда во денешно модерно време со сите тие новитети во автомобилизмот, повторно да имаме нешто интересно и забавно што многу долго време не сме го имале. Бојава дефинитивно му е многу кул, многу се истакнува оние досадни црни и сиви бои што денес ги гледаме на наши улици, но не е само ради бојата впечатливо. Ова ново Renault 5 е толку многу богато со детали насекаде, што едноставно ти остануваш без зборови, остануваш со подотворени уста и викаш: "Уау! Многу кул." Односно, имаме неколку клучни детали на предната маска кои што асоцираат на старото, на легендарното Renault, особено на Renault 5 Turbo, кој што се асоцира со пример на задниот дел кај задните светла, овие тука имитации на решетки околу светлата кои што ги има на Renault 5 Turbo, бидејќи нели таму крилата се проширени, па ги има тие вентилации за подобро движење и струење на воздухот. Нормално самите светла кои што изгледат идентично на старата легенда на иконата. Целата форма на возилото е баш таква како тоа Renault 5 што го знаеме. Ќе продолжам и со другите детали, како овој дел тука на хубата кој што ја имитира таа решетка за вентилација која што имаше претходната петка. Сега тука нормално, бидејќи електрично и не ни треба таква вентилација, но поставена е бројката 5 која што многу убаво е осветлена кога ќе се вклучи автомобилот и дополнително на тоа покажува уште колку е полна батеријата. Фантастично, многу кул момент. Напред светлата, инаку ова е техно нивото на опременост, тоа е повисокото ниво и да, ги има понапредните светла, ги има поубавиве бандажи кои што и тие со детали, дури на самите бандажи има
петката, да се знае дека е петка. Овие стикери тука можете си ги персонализирате, има различни неколку опции на графика. Ова е искрено мојот омилен пакет и една кул, многу проста работа, ама многу кул е оваа црвена линија тука. Бидејќи кога ќе го видиш вака од страна, толку многу се истакнува таа црвена линија, толку многу е впечатлива, толку многу ги приметуваш сите линии кои што треба да ги приметиш, а е толку мал детал. И да, е со 5 врати, иако вака изгледа како со 3 врати, иако не е преголема, не е премасивна, туку ги задржале горе-доле истите димензии, но е со 5 врати и е попрактично. За колку е попрактично, ќе видиме. Искрено многу сум возбуден, бидејќи ова е за оваа година втор пат Рено да ми понуди враќање на икона. Прво бев во Португалија на Рено 4, на светската премиера, кај што јас бев единствениот кој што имав прилика од регионов да видам и вие тоа да го видите. И сега на предофицијално пуштање на ценовници ја имам можноста да ја покажам новата Рено 5 и дополнително тоа да отидам на тюнинг собир со неа, за сите вие таму да видите. Затоа ми треба да направите subscribe, бејќи стварно многу ми значи вашата поддршка. Секој лайк, секој коментар, секој споделување дополнително придонесува само се повеќе и повеќе вакви моменти да гледаме се повеќе и повеќе и нормално сето тоа да биде уште поинтересно. Затоа направи subscribe, бејќи стварно многу ми значи твојата поддршка. Сега кажав дека ми се допаѓа тоа што не е прераснато, не е преголемо, иако да, нормално е поголемо од претходната Рено 5, но не е преголемо како што знаат некои други модели, некои други негови конкуренти да прераснат, да бидат буквално изместени од категорија. Но иако е задржана таа големина горе-доле, тоа не значи дека е непрактично. Односно 351 литар багажен капацитет, што искрено е неразбирливо за оваа конкуренција, бидејќи Мини Купер нуди многу помалку простор. Тука можете буквално си ставите повеќе куфери, па дури да го користите за на подолги патувања, подолги до Прилеп, Охрид и негде надвор ако сакате, но можете, имате можност да ставите. Дополнително под оваа даска има простор за каблите, може да се кажат, за останатите додатоци, бидејќи она што е интересно што од него можете да влечете струја, тука внатре и е самиот адаптер. Тоа е многу кул. И сега, како што кажав, на задната клупа, позади, кај што е во моментов наместена мојата позиција, нели, за седење на возачкото седиште, допирам страшно многу со нозете, но искрено немам му даден толку замерка, бидејќи стварно ова е градско возило. Можете, големи патници како мене, малце ќе се стуткат, но може да се сместат, може да се провозат низ град. Ми се допаѓа тоа што е висок самиот кров, рамене и можам да се позиционирам убаво со главата, иако се ради капата допира малку, но искрено убаво седам. Да, би сакал да има малку повеќе простор за нозете, бидејќи сега е испуштено самото седиште уште пониско, па нозете буквално ми удираат во седиштето, но бидејќи е рамен подот на средина, па можам да се опуштам тука на овој дел. Сега нозете малце понастрана ќе ги бутнам, но тоа е што е. Од останатите делови нема нормално наслон за рака, бидејќи не ни очекувам за оваа категорија. Има многу достапни ISOFIX куки. Имате нормално светло тука позади што е на тач, а такви има и напред. Но она што е најинтересното, можеби најбитното за 90% од корисниците, па и за мене и за оние што го гледат, е дизајнот на, особено на предниот дел, особено на седиштава прво кој ќе видите, да и позади е истата форма, истата шара, истите материјали, но многу ми се допаѓа како искористена оваа жолтеникава боја со сивиов елемент, петката како инволвирана тука внатре, истото се случува позади. Формата на седиштата ќе се задржам на неа малку повеќе, бидејќи стварно доста интересно изгледа, има некој модерен убав дизајн, но се страшно многу комфортни, страшно многу удобни и страшно многу добро ве држат со овие потпори од страна. Одлична лумбарна поддршка имате на самите овие седишта во технопакетот и да, не се електрично подесиви, се мануелно. Искрено апсолутно
не му давам негативна критика за тоа. Останатиот дел од интериерот е не знам, јас сум сано превозбуден бидејќи сите овие детали тука што се поставени од страна со кожниви елементи, да ова се подцврста пластика, но ништо не одава чувство на лош квалитет, туку баш е убаво склопено, цврсто, не крцка во ниту еден момент на ниту едно малтретирање негово, се е убаво. Многу ми се допаѓа логото Renault 5 тука кој што се менува заедно со амбиенталното светло секој пат кој ќе смените различниот драйв мод, дали е комфорт, еко, сега ќе стане зелено, па после тоа може да стане црвено во спорт и така натаму, да си менувате различни бои, да биде доста поинтересно. Воланот кој што е многу интересен е, ова е веќе препознатливо за сите други помодерни модели на Renault, кои што до сега сум ги возел. Тоа значи дека истите и системи ги користиме, а кај Renault па особено ми се допаѓа околу системите што користат и имаат соработка со Google. И тоа значи дека овој екран тука сработен заедно со Google, мапата е на Google, па и дополнително ми се допаѓа што е конфигурирана веќе самата мапа за секој пат кога ќе барате или секој пат нешто што ќе ви нуди од некоја рута, веднаш да ви кажува и каде пропатно имате полноќ и со колку посто батерија би стигнале таму. Тоа е одлично за планирање на било каква рута за возење. Напред пред возачот има уште еден екран кој што има неколку различни дизајни кои што можете да си ги поставите, си ги користите, си ги гледате. Одлични графики, двата екрани, да, има пијанопластики на одредени моменти, но убаво изгледаат и нема му дадам критика бидејќи не се на места позиционирани кај што би се гребеле. Одлична работа тоа што тука имаат физички копчиња за климата, бидејќи секој пат во било кое време можете лесно да се снајдете со климата. Дополнително на тоа, сите останати работи се преку екранот и лесно искрено можете да ги најдете. Околу дизајнот само ќе додадам дека и тука таванот е фантастично добро направен со овие коцки тука, боите кои што се искористени, се како изгледа, Renault 5 ме купи. И уште неколку практични работи. Тука имаме бежичен полнач за телефонот со неколку интересни графики од Renault 5, неколку ситни остави кои што некои не знам искрено за што би можеле да се искористат, но ги имате. Има тука уште една остава односно две остави за шишиње и под наслонот за раката има една остава која што дополнително можете да се искористите. Малку е тесна вака, но оке, може да брка работа. Нормално има и греачи на двете предни седишта, греачи на воланот, тоа е убаво за овие са студени времења кои што ни доаѓаат, но дополнително на тоа, нешто што ми се допаѓа, што имате и опција да гледате каков скор имате за возењето, пример, safety скорот ми е 98% од 100. Тоа е добро. Тоа е стварно добро, значи дека возам ултра безбедно. Еко скорот ми е 92 од 100, што повторно е супер бројка, но покрај тоа ви дава и опција да видите што може Renault да те советува за да бидеш уште подобар. Како да забрзувам, очигледно забрзувањето ми е многу нагло, да го стабилизирам мојот пейс, така да доста интересни и корисни совети знае да даде, а од дополнително на тоа можам да кажам уште тука, бидејќи ги гледам бројките, колку и енергија троши. 7,7 киловати на 100 км, а тоа значи дека сега е време да почнеме да го возиме и ви кажам зошто ова е најзабавниот ентузијастички автомобил. Дечки, кога почнете дополнително го возите Renault 5, сваќате дека дефинитивно можело да се направи автомобил кој што ќе ги задоволува сите стандарди, потреби кои што ги поставуваме и кои што ни ги поставиле автомобилските брендови многу одамна. И за тоа да не си ги поставуваме веќе прашањата зошто веќе автомобилите не изгледаат така убаво како што изгледа порано. Зошто автомобилите веќе не возат така добро како што возеа порано. Renault тоа го докажува дека дека се уште може да се направи таков автомобил, да биде модерен, да ги има сите модерни работи кои што требаат, да ги задоволува сите типови на возачи и пак да биде забавен. Ето, тоа е Renault 5. На кратко, ако треба се објасни, тоа е Renault 5. Зошто е најдобриот ентузијастички автомобил? Ради тие работи што ги исполнува без никаков проблем. Да ги задоволува сите екологисти, сите луѓе, возачи кои што сакаат, имаат повисока екосвест во борбата против загадувањето, дополнително на сето тоа да биде економичен, да не троши многу, да не оди тоа многу по нашиот джеб
и на крајот на денот да изгледа многу убаво, да изгледа фантастично добро и внатре, да биде комфорен и на крајот на денот да вози како што треба. Да вози како што треба, тоа е многу битно за нас ентузијастите. Океј, сваќаме дека автомобилската индустрија се движи во нека друга насока, во која што едноставно ќе се случат ненормални промени, веќе се случуваат. Треба да се навикнеме на тоа и си викаме океј, се случуваат тие промени, но зошто да не може автомобилот се уште да ни го понуди оно што ни треба, да не биде само забрзувањето. Како што бевме навикнати со Тесла, нели, беше интересно, па после тоа дојде Тајкан и сето тоа е убаво, но на крајот на денот тој ќе го приметиш неколку пати, ќе се испофалиш со другари и на крај толку нема да го искусиш она ентузиастичкото од колата. Но доаѓаш во Рено 5, седнуваш да возиш, сваќаш дека од 0 до 100 не е фасцинантно пребрз, 7-8 секунди до 100 е, но меѓу забрзувањето од една до друга брзина е фантастично забавно. Катапулт, имате 150 конски сили на располагање, 245 ньютон метри од 52 киловатната батерија која што имаме на располагање, која што во урбаните средини можеме со неа да поминеме некаде околу 400 до 450 км во зависност како возиме, а јас ви тврдам дека можете 450 км без никаков проблем да поминете со поубава температура на располагање, нели? Додека на автопат можете да поминете некаде околу 300 до 350 км, се во зависност од патот каков е. Бидејќи јас на Плетвар до Прилеп кога возев, Плетвар ми исти со батеријата, да, за назад надополнив нешто, но едноставно таква угорнина на секој автомобил влие врз потрошувачката. Но меѓу забрзувањата, таа моќ, таа забава што ја нуди, тоа ни требаше, бе луѓе, ова ни требаше. Да, можеби цената е малку посолена, иако нема официјални ценовници од она што го дознав, цените ги се движат од 30 од околу 30.000 евра, што ако го споредуваме со друго електрично возило кој што е модерно, досадно, нема некоја драма внатре, не те врзува, едноставно возилото нема карактер и не се врзуваш со него, но ако е кинеско па има се од опрема и функционира тоа убаво, да, можеби тоа цената е малку повисока. Но ако го споредиме со возило кое што го нуди и тој екосвест, и таа екологија, и е забавно, тогаш таа цена стварно не е многу, бидејќи ако цените отидоа стварно многу високо, во тој случај сваќаш дека 30.000 евра на друго место за да го добиеш приближно ова што го нуди Рено 5 сега ќе те кошта многу повеќе, така да не би рекол дека се многу пари, колку што едноставно ние не можеме си дозволиме се уште второ возило за 30.000 евра. Не можеме сите така едноставно си дозволиме, но дефинитивно јас стоам на ставот дека тие 30.000 евра не се многу пари. А од друга страна, па со кинезите кои што стварно прават една голема инвазија, стварно и мене ме фасцинира што се прават, кај нив се случува еден интересен момент каде што ги имаат добрите состојки, може да направат нешто возбудливо, но не го мешаат тоа како што треба, знаеш, исто како дома да ги купиш најдобрите состојки и да пробаш да направиш ручек, ама едноставно не те бива. Не ги знаеш сите цаки и излегува добро, но не е тоа како да јадеш во некој ресторан од Мишелин со 5 звезди. Доаѓаш тука, сваќаш дека имаш и готвач од Мишелин, имаш и најдобри состојки, најдобра храна и е приготвена како што треба и го вкусуваш и кажеш да, ова. И тука повторно ќе се вратам да го вкусам истото. Вози како на шина, одлично управува во кривини, како ќе ја настачиш, така врти. Дополнително на тоа, тешко доаѓаш до неговите граници на максимумот до каде може ради асфалт, ради гуми. Едноставно ограничувањата не ни дозволуваат нешто повеќе од ова да си играме, но и кога ќе дојдеш со мала корекција на воланот,
луѓе, еден од најзабавните автомобили кои што сум ги возел. Значи, возам приватно Абарт. Знам што е забава. Сум возел Купер, сум возел многу други автомобили. И ова е многу слично со нив. Не многу слично, туку е во истата граница. Бидејќи единствена работа која што нема од сето тоа е звукот. Единствениот компромис кој што треба ние ентузијастите да го направиме со возилово не е просторот позади, не е камерата која што е со малку послаба графика, не е тоа што кочницата во град знае да биде малку поагресивна бидејќи прави поголема регенерација, туку е звукот кој што го нема, нели, го немаме тој мотор на внатрешно согорување, иако стварно би сакале, но го нема. И е тој компромис кој што треба да направиме, едноставно на крајот на денот излега дека па окей, можам да се навикнам без тоа. И доаѓаш на вакви кривини и уживаш. Само уживаш. Леле, каква забава од возило е ова. Каква забава од возило. Значи, дефинитивно можело се направи забавен автомобил во 21 век со електрика, со добар дизајн. Можело. И Рено тоа го потврдува. Полнењето на брз полнач ја ставив, кога се вратив од Прилеп, ме кошташе околу 40 денари киловат, бидејќи не сум пријавен во ЕВН со картичка, немам моје електрично возило и морам да платам малку повисока сума. Да, е поскапо, сепак се уште за нијанса поевтино од возило со внатрешно насогорување, како бензин или дизел. Не е нека драстична разликата, но драстична разлика се прави ако го полниш дома, кај што издева некаде околу 2 до 3 денари киловат. Џабе, тоа е џабе стварно. Од друга страна, ако ќе видиш дека стари сепак е модерен автомобил и сите модерни придобивки ги имаш, сите безбедносни системи, на автопат кој ќе искочиш те задржува убаво лента, само правува, минимално му треба само да го потсетиш дека да, тука си, дека да ги следиш сите работи, адаптивен темпомат кој што функционира одлично, автоматска кочница, сите тие системи ги имаме и на крајот на денот сваќаш дека овој автомобил кој што многу повеќе од само еден градски електричен автомобил. Многу повеќе од тоа. Да, култен, да, иконски автомобили како Минито и како се, но никој од нив денес не го нуди ова што го нуди Рено. Никој. Управо фантастично добро. Гледате колку мал лак на вртење имам само, колку лесно можете да маневрирате на тесни паркинзи, низ Скопје особено, колку лесно управо во кривини, колку тежината не му се чувствува, иако, па добро, всушност кој ќе видам, и како електрично возило ради батериите не е ни така тешко, тони 400 кг, што искрено за споредба со конкурентите знаат да бидат и доста потешки. А нешто што дополнително ми се допаѓа, па на автопат кај Рено 5 не се чувства оно класично клатење кое што препознатливо за сите електрични возила. Го нема воопшто, луѓе, воопшто јас не го приметив во ниту еден момент, пројдов сериозна километража, над 300 километри на автопат и околу 300 километри во град, што во ниту еден момент не го осетив тоа клатење, а при тоа многу комфорен, многу убав компромис имат направено меѓу комфорноста и цврстината. Односно, имам таа доволна цврстина и на волан, и на педали, и на целото возило, да се чувствувам безбедно, да се чувствувам и спортски, но да се чувствувам исто така и како да ја имам целата контрола над возилото и дополнително на тоа е комфорен на дупки. Комфорен, овие големи тркала дефинитивно не изгледа дека ќе бидат прекомфорни, а ствари дават одлична амортизација и амортизерите и целиот склоп на суспензијата. Ако сакаш да се опуштиш вака на планински пат, да живееш малце во возењето, преку ова копче тука од страна можеш да ги изгасиш сите безбедносни системи, да не ти титка, да не те замарат, едноставно да уживаш во возењето. Леле, и кривиневе ги шиеш како најголем кројач на асфалтот. Ова е, леле, есови, обожавам со колава. Уф! И на вакво возење кочницата е фантастична, педалите се фантастични, минимално влакно да притиснеш реагира баш така како што ти треба, калибрирани се фантастично добро, волан, апсолутно се.
Вау, стварно, кога ви кажав дека сум превозбуден за колава, сум превозбуден, бидејќи ги гледав и јас другите видеа, и другите слики, и другите информации, текстови, се, значи, све прочитав за колава пред да дојде. И бев, окей, ова ќе изгледа нешто интересно. Седнуваш во неа, сваќаш дека не е нешто интересно. Ова е најдоброто што сум го возел годинава. Ова е нешто што стварно се мислам дека може би би го купил. Затоа пишете ми во коментар што мислите вие, дали стварно треба да се потрудам брзо да го купам ова возило, да го гледаме на канал и да правиме некои интересни работи со него, или дали вие би го купиле. Многу ме интересира вашето мислење, бидејќи стварно во Прилеп се изненадив од реакциите на сите вас кои што бевте таму, како сите изреагиравте, како јас изреагирав од возењево, се фасцинирав. Пишете ми во коментар, ви благодарам за апсолутно целата поддршка која што ми ја давате, бидејќи на таков начин можам се повеќе да ви прикажам вакви интересни возила. Инаку да, мора само ви кажам дека има и Harman Kardon озвучување, кој што е фантастично и стварно се ужива, бидејќи ако го немам звукот од моторот, бар имам добар звук од озвучувањето. Тука на мултисенсот го имаме копчето за одбирање на различните драйв мода и апсолутно се чувствува голема разлика од еден до друг драйв мод. Имате B на менувачот, тоа е B систем нели за брейк, за поголема регенерација на батериите при секој отпуштање на педалата за газ, као сега, и успорува, намалува, но не застанува целосно, нема one pedal drive. Тоа може би една критика која што би ја дал, и друга критика тука што на овие 3 лопатки тука од страна не ми пречи толку за менувачот колку што ми пречат за копчето за палење и гасење, што секој пат нешто вклучувам и исклучувам. Тоа е се некои тие критики, ако треба да бидам апсолутно целосно искрен. Значи, просторот за седење, можеби кој што нема меки материјали, ама искрено апсолутно не се замарам за тие работи. Направете subscribe и се гледаме наредна недела со ново видео. Чао!